Пратеници, почитувана македонска јавност, денеска пред нас е финансискиот план на регулаторна комисија за 2022 година. Меѓу другото, регулаторната комисија како независно тело има обврска да поднесува извештај до собранието кое што го разгледува, дава мислење, односно одлучува по него со гласање. Инаку јасно е на сите дека Македонија живее во голема криза, граѓаните живеат се потешко и голем проблем во животот секако е и високите давачки кои што одат за енергенците, за високата цена на струјата, бензините и така натаму. И едно е јасно, со доаѓањето на власта СДСМ ДУИ во 2017 година, всушност и започна да се руинира она се што беше направено до тогаш, па така најголемите енергетски комбинати како што се АД-Елем, МЕПСО и сите ги прекинаа сите започнати проекти во енергетиката и за жал нови не започнаа, па така денеска работиме овие, значи АД-Елем и МЕПСО работат со загуби поголеми од 30 милиони евра. И минатата година во август, кога Европската Унија јасно укажа дека ќе има енергетска криза, во Република Македонија никој не презеде ништо. Раководството во енергетскиот менаџмент на чело со министрите за економија, финансии, меѓу другото тука и регулаторната комисија, не направија ништо за да предизвикаат на еден начин да ја подигнат свеста, односно да преземат мерки за драматично зголемување на производството на електрична енергија во државата. Не работеа воопшто на создавање на нови резерви и така ја дочекавме и грејната сезона, односно зимата која што помина исто така неподготвени. И кога требаше регулаторно да реагира, тогаш и да укаже на неспособната влада дека следи голема енергетска криза, која што ќе го пустоши државниот буџет, но и џебот на македонските граѓани, тогаш регулаторот Бислимовски и регулаторна комисија се одлучија да молчат и даваше тогаш како председател на регулаторната, господинот Бислимовски изјави дека нема да има покачување на електричната енергија, па дури и дека нема да се укине ефтината тарифа на струјата. И јасно е зошто молчите, како продолжена рака на СДСМ и на тогашниот премиер Зоран Заев. Најверојатно уживате во добрата плата, во добрите услови во регулаторна и воопшто не водите грижа за тоа како живеат граѓаните. Инаку, граѓаните треба да знаат дека владата за 3 месеци потроши 174 милиони евра народни пари за ЕЛЕМ и за АДСМ, пари кои се директно извадени од плиткиот џеп на граѓаните, за да се плати криминалното и недомаќинско работење на овие енергетски компании. Утрово Ковачевски, односно во вчерашното гостување, најави дека ќе барат дополнителни 100 милиони евра задолжување и тоа пак ќе биде на сметка на народот. Во однос на извештајот кој што е пред нас, можам слободно да кажам дека воопшто не соодветствува со реалноста и со условите и со финансиската криза во државата. И од финансискиот план може да се види дека е предвиден највисокиот расход од формирањето на регулаторна комисија за енергетика до сега. Според мене, с големите расходи, колку Марко Бислимовски да укажува дека се оправдани, сметам дека се неоправдани и дека можат да се намалат. Односно, може еве само еден податок, регулаторна ќе троши 204.000 евра повеќе на сметка на грбот на граѓаните во 2022 година во однос на 2021 година. И јавноста треба да знае дека регулаторна комисија има обврска да ги заштитува потрошувачите и да ја унапредува ефективната конкуренција со цел потрошувачите да имаат корист од ефикасно и конкурентно функционирање. Но нашата регулаторна комисија е за жал само партиско тело на СДСМ и ДУИ, а господинот Бислимовски е на чело на оваа партиска комисија.
Се поставува прашањето дали потрошувачите во Република Македонија се заштитени, дали плаќаат пониски, односно реални цени за електрична енергија, топлинска енергија и природен газ. Одговорот е не. Домаќинствата плаќаат повисоки сметки за околу 30% во последниве година и пол до две, а додека фирмите плаќаат повисоки сметки за потрошена електрична енергија од 400%. И неспособноста на власта е очигледна. Истото се случи и со здравствената криза, со 8.000 починати луѓе од COVID вирусот, затоа што неподготвени ги дочекуваме ударите и кога цела Европа се подготвува за еден ваков силен удар, ние, за жал, во енергетскиот систем на државата не преземаме ништо. И тогаш народот кој што не гледа ќе праша, па зошто е тогаш регулаторна комисија, која што е една од најскапо платените комисии, кога во Македонија влада енергетска сиромаштија, кога граѓаните плаќаат енормно високи цени на електрична енергија, кои што во споредба со нивните плати и нивниот стандард, но за жал тука регулаторна не излезе на висина на задачата и не го оправда своето место кое што треба да го има. Во финансискиот план за 2022 година за плати и надоместоци се предвидени дека ќе се потрошат 160.000 евра повеќе пари, односно износот од скоро 834.000 евра се зголемува на близу 970.000 евра. Нека го поделат тоа граѓаните со бројот на вработени и ќе се дојде до платите на регулаторите. Понатаму, исто така, регулаторна остана нема и кога опозицијата повикуваше владата да реагира на протестите пред регулаторна комисија, дури тогаш имавме интервенции од страна на председателот на регулаторна дека протестите се неосновани и дека нема да има зголемување на цените на електрична енергија. И факт е дека регулаторна комисија под раководството на господинот Бислимовски во изминатиот период не работи во интерес на граѓаните, туку исклучиво во интерес на ДУИ на СДСМ. И катастрофалното работење на регулаторната комисија за жал прави и дополнителна штета на те како кревкиот стандард на граѓаните. Понатаму во финансискиот план исто така господинот Бислимовски предвидува, односно може да се види дека има реализирано јавни набавки со цени 20% повисоки од одобрените во изворот на средства, и што е еден податок кој што може да се провери. Понатаму во финансискиот план се предвидува скоро 22.000 евра за репрезентација. Ако се земе предвид дека има 264 работни денови, ќе се дојде до заклучок дека за репрезентација се троши, односно за кафе по 83,14 евра на ден. Понатаму во делот на интелектуални услуги исто така имаме рекорд во трошоци, односно за авторски хонорари, договори за дело и консултантски услуги ќе бидат потрошени 4 милиони денари, кои што сметам исто така дека треба да бидат предмет на проверка дали се е во ред со трошењето на овие пари. Факт е дека во услови на криза регулаторите не сакаат да се откажат од луксузот и тоа го покажува и финансискиот план за 2022 година, и додека сите нас господинот Бислимовски не убедува дека треба да штедиме и дека треба да се троши помалку, во неговиот финансиски план се гледа дека има зголемување на трошоците, што не се одесува со тоа што го говори. На крајот сметам дека ваквиот финансиски план не треба да ја добие поддршката и покрај тоа што не опомена председателот на регулаторна дека доколку не помине овој план ќе премине регулаторна на времено
финансирање, но тоа не го спречи викендов да го помине односно претходните денови да ги помине покрај Јадранското море во убав ресторан со добра морска храна. Нема да гласам за овој финансиски план и сметам дека не треба ни колегите пратеници да го поддржат. Благодарам. Реплика пратеникот Мартин Костовски, повелете.